Почитувани, добар ден, 11 часот и 45 минути. Ние продолжуваме со програмата Радио што се гледа. Денеска имаме, како и секој ден, воопшто актуелни теми, а денеска ќе разговараме за нешто што ќе се случува веќе од петок. Од утре настаните започнуваат да се редат, бидејќи таков е редоследот. Станува збор за Прилеп Биер викенд, односно за пивофест по наше. Ќе се случува пивофест и ќе се случува во центарот на Прилеп. Тука со нас е гостин Дарко Крстевски од Event Group, продукцијска куќа која што има педигре од речиси 2 децении, организатор на оваа манифестација, навистина со големо педигре и бренд за Прилеп, не само за Прилеп, би рекла и за Македонија, бидејќи од Прилеп започна организација на вакви манифестации слични на пивофестот. Добро ни дојде, Дарко, ти си прилепчанец, инаку фирмата продукцијската куќа е од Скопје. Добро ве најдов, најпрво да ги поздравам вашите слушатели и гледачи. Да, јас сум прилепчанец, пред околу 18 години преселен во Скопје и до ден денеска се занимавам со организација на настани и продукција на настани. Сум започнал тука од езерото во Прилеп, Вештачкото езеро, првите настани тука ги организиравме и чекор по чекор, малку по малку, патот ми бил со подеми и падови, за да стигнеме до некој ниво кај што сме сега, да имаме една од најпрепознатливите промотерски куќи во држава која се бави со организација на настани. Во секој случај, прилепчани данес се секираат во однос на тоа како ќе биде организиран пивофестот, бидејќи е во вистински раце кога станува збор за организаторот и продукцијската куќа. Она што би сакала да напоменам, реков на почетокот дека настаните веќе се редат од утре. Што значи тоа? Дали веќе со полицијата соработувавте, се знае кога улицата во централното градско подрачје ќе биде затворена, бидејќи сообраќајот нема да функционира практично на булеварот? Да. Сите технички работи се веќе завршени, со секторот за сообраќај е договорено, улицата да се затвори утре во раните утрински часови, се со цел што помалку да сметаме на сообраќајот, не ја затворивме од денес. Ке се обидеме компактно сето да го средиме и да го организираме, да се заврши во најкраток можен момент, за да не се нарушува секојдневниот живот во градот и сообраќајот и сите тие пропратни работи. Значи, од утре ќе почне да се монтира бината, ќе почне да се монтираат штандовите, како и претходните години, така и сега. Штандовите ќе бидат наредени на булеварот Гоце Делчев, на дел од булеварот. Бината е пред комерцијална банка. Се на се, ќе дадеме се од себе за да имаме успешен настан. Со оглед на сите околности, краткото време, лимитираните буџети и слично, ние се нафативме на овој предизвик и ќе го истераме до крај. Одлично. Секако се поставува прашањето каков беше интересот, бидејќи имаше многу полемики околу тоа дали ќе се одржи пивофестот, нема да се одржи, има интерес, нема интерес. Каков е интересот од страна на фирмите кои што сакаат да се представат тука со штандови, каков е интересот од страна на пиварите и сите оние ресторани и кафеани кои би сакале да бидат дел од настанот? Па, тоа може да се подели и да се гледа од неколку аспекти. Најпрво, од страна на публиката и посетителите, интересот е голем, гледаме многу прашања, доста голем интерес од цела држава за да се посети фестивалот, тоа е едно. Второ, од бизнис заедницата сме малку разочарани. Добиваме повеќе поддршка од фирми што не се од градов, за разлика од тие што се тука, ама се надевам дека ќе ги искористат и последниве неколку дена и ќе го подобрат печатокот во тој поглед. И трето, има доста заинтересирани угостители кои сакаат да се представат со свој штанд и да земат учество во пивофестивалот. Несомнено е дека ќе има квалитетно пиво и квалитетна скара, она пошто е обележие пивофестот во Прилеп, а и да не е манифестацијата пивофест, Прилеп е познат по својата скара, така што верувам дека целата чаршија ќе има бенефити од она што ќе се случува тие практично 3 дена, 1, 2 и 3 септември.
Она што ги интересира луѓето кои што би сакале да бидат присутни на манифестацијата е музичката програма и тие музички звезди кои што ќе настапуваат, со оглед на тоа што рековме, кратко беше времето, но сепак успеавте барем дел од она што ви беше планирано да обезбедите на последниот брифинг кој што беше организиран минатата недела во четвртокот меѓу регионалните звезди беше спомнат Аца Лукас, кои се останатите, дали можеме да слушнеме? Да, иако времето беше кратко, се потрудивме и обезбедивме програма која би ги задоволила вкусовите на еден широк диапазон на граѓани, како што би рекол од 7 до 77 години. Имаме и за помладите, и за тие малку постарите, и за повозрастните. Значи се на се програмата е повеќе од пристојна со оглед на сите околности. Од регионалните звезди освен Аца Лукас, потврдено е учеството на Hurricane, Tiana и Tropico Band, доека пак од македонските изведувачи и бендови ќе имаме настап на македонските рок легенди Ареа, од народната сцена ги имаме Миле Кузмановски и Наум Петрески, од забавната ги имаме Бојана Скендеровски, Ламбе Алабаковски и бендот ДНК. И за мислам дека на големо задоволство на најмладите го имаме Пајак, кој во моментов е еден од најслушаните македонски изведувачи, можеби и во балкански рамки еден од послушаните изведувачи. Тој е миленик на помладата генерација и ги руши сите рекорди на слушаност и гледаност на платформите, а со тој на настапите тука и на Балканот и секаде. Во однос на распоредот на настапите, како е организирано во тој дел, со оглед на тоа што рековте од 7 до 77 и едно прашање поврзано со жанрот на музика. Претходните години Пивофестот беше препознатлив што имаше вечер на македонска музика или вечер на народна музика, вечер на балкански звезди. Дали ќе биде така и овој пат? Не, овој пат во сите вечери имаме од се по нешто. Направен е таков микс во секоја вечер за секоја вечер да биде пополнета со различни стилови на музика, а со тоа и да привлече поширока маса на публика, се со цел да фестивалот биде што поуспешен. Замислено е фестивалот да започне секој ден, да започнува од 18 часот и програмата на главната бина да трае до 1 часот и потоа уште 2 часа на алтернативната сцена или позната како камена бина. Во понеделник главни звезди на вечерта се Tropico Band, Tiana, Ламбе Алабаковски, Миле Кузмановски. Во петок, се извинувам. Додека пак во саботата го имаме Пајак, Hurricane и Ареа. Неделата или затворањето фестивалот е еден вид големо финале. Тогаш го имаме гостувањето на Аца Лукас, кој ќе го затвори фестивалот. Пред него се ДНК, концерт на ДНК. ДНК има изминатата година еден од најуспешните македонски бендови кој направи голем концерт и ја наполни салата Борис Трајковски, што е реткост за наши услови. Пред ДНК е Бојана Скендеровски и таа вечер го имаме и Наум Петрески како дел од народната сцена. Одлично. Верувам дека ќе има интерес со оглед на тоа што и најавите за временските прилики се добри, ќе имаме и стабилно време за разлика од претходната недела, така што сите оние кои што би сакале да дојдат ќе можат да дојдат и да го посетат Пивофестот, односно центарот на Прилеп, каде што ќе бидат главните случувања. Беше напоменато дека општина Прилеп ќе се погрижи во однос на обезбедување на паркинг простор и во однос на тоа дека нема да има никакви проблеми за хигиената, за редот и мирот на одржувањето на овие 3 дена. Да. Општина Прилеп и градоначалникот како покровители, како главни покровители на фестивалот на пивото или Бир викенд, ќе дадат се од себе и јавните предпријатија кои што се под капата на општината за да има доволно паркинг, градот да биде чист, водоснабдувањето да биде на највисоко ниво и стабилно. Се надевам дека секој од нас вклучен во организацијата на настанот ќе си ги заврши своите обврски и се со цел за на крајот на денот да имаме успешен настан и да може и сите заедно да имаме желба повторно да се работуваме и следната година да ја фатиме работата како што треба со време и да го вратиме сјајот
на Прилеп и да биде препознатив по еден фестивал што не само во Македонија, туку и во регионални и во пошироки рамки, ќе привлекува поширока публика, ќе даде повеќе аспекти, не само музички, туку и работилници, и промоција, и алтернативен туризам. Прилеп има многу да понуди, не само Прилеп, околината на Прилеп. И тоа треба да се издигне на едно поинако ниво, а фестивалот на пивото или Бир Викенд, а зошто да не и Бир Вик, цела недела да биде посветена на пивото, да биде еден во центарот на сето тоа. А интересно е што Прилеп станува препознатлив и по виното, така што и виното може да се вклучи. Па да, зашто да не. Веќе влегуваме во тој дел од разговорот кога сакам да ве запрашам, бидејќи Прилепчани еве 2 децении секоја година истата манифестација, 3-дневна манифестација, еве и 4 дена некогаш исполнета со музика, со забава, со скара, со дружење и така натаму, но она што фали е очигледно одредена промена. Дали сте размислували со оглед на тоа што вие практично сте иматели на брендот Beer Weekend или Прилеп Beer Weekend, што значи дека понатаму има можност да се развива. Во која насока тоа би одело? Дали одговара центарот според вас на Прилеп? Може ли да биде на неколку локации? Беше спомната могилата на непобедените во едно вештачкото езеро, каде што и вие самите сте били таму учесници на одредени настани, па дури и аеродромот кај Малокојњари со оглед на тоа што површина има поголема и така натаму. Ако споредиме со овакви слични настани кои што се организираат во државата, но и во Србија, соседна Србија исто така позната по вакви манифестации, што може да се збогати кога станува збор за пивофестот во Прилеп? Па еден од нашите услови кои се нафативме да пробаме да го организираме фестивал ова година и дека имаме намера и да го организираме понатаму е тоа да ако го организираме истените години, целосно да се промени концептот на фестивалот. Од место локацијата кај што се одржува, па се до начинот на кој се одржува, начинот на поставеноста на штандовите, влезот на истиот, и технички работи, како ќе се функционираат угостителите на фестивалот и така натаму. Значи, ние сме за да има промени во фестивалот. Зашто тоа што било актуелно пред 20 години и што било еден концепт, сега не е актуелно, сега има многу новини, сцената е променета, музиката е променета, рестораните, угостителите, начинот на нивното функционирање е променето. Анимирањето на гостите. Да, публиката е променета, нови генерации, значи добар дел од поголемиот дел од посетителите што би го посетиле пивофестот тогаш не биле ни родени кога почнува да се организира фестивалот на пивото. Значи има простор за да се модифицира и размислувате на тоа. Ние сме за таа опција. Јас ќе запрашам дали ќе ги запрашате и Прилепчани, дали е добро и една анкета да се направи со оглед на тоа што секој има различни идеи, реков многу се полемизираше последниве неколку недели во однос на организација на оваа манифестација. Да, посебно за локацијата мислам дека треба главниот збор да го имаат Прилепчани. Јасно. Дарко, на крајот ќе посакам да измине се во најдобар ред, да биде мирно и весело, да биде навистина со вкусна скара, да нема никакви забелешки и еве 20 години пивофест да биде нешто што ќе биде поинакво, но и најава за одредена промена која што ќе донесе пак тие нови генерации кои што рековме да уживаат уште повеќе во манифестација што е бренд за Прилеп. Тоа искрено јас се надевам на истото. Благодарам. Благодарам за поканата и уште еднаш поздрав до слушателите.